Жителите на Ресен и Преспа почнаа да стекнуваат нова навика да селектираат текстил во обид да ја заштитат животната средина. Велат дека на овој начин сакаат да придонесат регионот околу Преспанското езеро да биде еколошки што почист. Во овој процес активно се вклучени сите образовни институции во Преспа. Учениците од основните и средни училишта непотребната облека од дома ја носаат и одлагаат во специјални контейнери, кои за таа намена се поставени во кругот на нивните училишта. Јас сум Теодора Проевска, ученик во Основното училиште Гоце Делчев од 9 одделение и се грижам за заштита на животната средина. Јас се трудам да ја заштитам животната средина поради важноста за заштита на езерото и Преспанскиот регион, бидејќи живееме во едно прекрасно подрачје. Отпадот најчесто го селектираме во нашето училиште, го делиме на текстил, хартија, пластика и стакло. Да, имавме одредени дати кога требаше да селектираме отпад и текстил во нашето училиште и го селектиравме во контингерите за текстил. Јас сум Мартин Ленчевски и сум ученик од Гоце Делчев. Во нашето школа се грижиме за нашето околина и рециклираме повеќе работи, меѓу и текстилен отпад, бидејќи тоа е штетен многу за нашата средина и го рециклираме заради такви причини. Од дома го носиме текстилниот отпад и го ставаме тука. Па важно се загадува и езерото и сите работи, воздухот и штетно. И дечињата од детската градинка со своите учителки активно се вклучени во овој процес, уште од најмали нозе стекнуваат навики како да селектираат текстил и со тоа да ја чуваат околината во која растат. Јас селектирам отпад и мама ми ја дава облеката што ми се смали и ја носам во градинка, во таа кошничка. Ние во нашата градинка, за да ни биде чисто, за да можеме да си играме, селектираме отпад и селектираме текстилен отпад и го фрламе во оваа кантичка. Од јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен вела дека станува збор за законска обврска која општините ја имаат, а е поврзана со селекција на секаков вид на отпад, помеѓу кој и оној од текстил. Текстилот е еден вид на отпад кој што не е добро да го имаме немаме ние во Македонија депони, тука имаме одлагалишта, ќе ги речеме. На одлагалиштата од причини што во случај да тие се запалат, едни од потешките материјали кои што гаснат на тие депони, и ако тоа е еден дел, еден сегмент од кој што е непожелен да биде на тие одлагалишта, и од безбедностни причини, не само законски, тука од безбедностни причини е добро да ги нема таму овие јалишта, тоа синтетика и овој текстил. За почеток поставени се вкупно 9 контейнери на 6 различни локации, помеѓу кои 2 во кругот на јавното предпријатие. За повеќе од еден месец успеале да соберат повеќе од 3 тони текстилен отпад. Дел од текстилот завршува како донација кај социјално ранливи семејства само доколку на него стои назнака за реупотреба. Останатиот од страна на избраната компанија Тексумаг оди на понатамошно сортирање и рециклирање. Неочекувано имаме добар фидбек од терен и дури не може ни постапувачиве да не стигнат се во нивните планови да влеземе на време да може да ги испразнат. Така да е пред неколку дена исполнет сега повторно полно, така да ајде да речем на 10 дена по едно празнење му се случува на континерите. Пред почетокот на акцијата биле реализирани едукативни работилници со учениците и родителите. Родителите ги информиравме преку активности што ги правиме со децата, не само за текстилот, туку и општо во децата доста често ги уклучуваме во сортирање, селектирање на било каков отпад, особено што го имат во објектите и околу објектите. Родителите, а исто така и граѓаните веќе се информирани и имат интерес за носење. До сега во рокот еден месец, да речам, 3 пати веќе е подигнат
текстилот, се надевам дека и летниот период уште повеќе ќе има интерес. Митревска вели дека е многу важно децата уште од најмала возраст да знаат да разликуваат и селектираат отпад. Децата самите, значи, си преку активностите наши, си објаснуваат, си кажуваат кој текстил може да се преработат, кој може се уште да се употребуваат, ама онаму каде што има потреба од нивно користење. Наставничката по биологија во Основното училиште Гоце Делчев Ивана Ѓоргиевска вели дека Преспа заслужува да биде почиста. Ги потикнуваме, ги мотивираме на кој начин да го вршат тоа, каде се може да го вршат и ги насочуваме на важноста на нашиот Преспански регион како едно подрачје, заштитено подрачје кое што е обиколено со 2 национални парка, со нашето езеро кое што е бисер на Преспа, да ги зачуваме на тој начин што селектираат и рециклираат пластични шишиња, селектираат текстил, значи во континерите што се поставени во училиштето секојдневно носат различна количина на отпад, која што подосна текстилен отпад, која што подосна исто така биде рециклиран. Таа вели дека текстилниот отпад сам по себе е многу штетен ако заврши на несоодветна локација. Колку не би бил овој проект и текстилниот отпад да се рециклира, значи би завршил на уште повеќе диви депонии кои што на нашето поднебје ги имаме во голем број и на овој начин е еден од начините да се спречи понатамошно создавање на тие диви депонии и неговата штета за почвата, за водата, за воздух. Паролата со која јавното комунално предпријатие Пролетер го спроведува проектот за селекција на текстил е да го зачуваме Преспанскиот регион чист и да покажеме солидарност. Но дали е тоа можно? Наше е да пробаме и да започнеме да го работиме нешто, тоа што досега не било и имало обиди за започнување, па биле и бойкотирани и така натаму. Меѓутоа сега цврсто сме убедени дека мораме по овој пат да одиме. Граѓаните ќе го сватат моментов на селекцијата во момент кога ќе почне и регионалната депонија да функционира. Зошто? Затоа што секој тон одложен на регионалната депонија ќе не кошта. Ќе треба платиме како општина и тие средства нема да бидат од јавното предпријатие или од општината, туку ќе бидат од самите граѓани. Зошто? Затоа што самата цена ќе се рефлектира и врз сметките на граѓаните. Од Пролетер најавуваат дека во наредниот период започнуваат проект за селекција и на отпад од пластика и хартија. За таа намена ќе добијат специјализирано возило од Министерството за животна средина, а секое домаќинство во Преспа ќе добие специјализирани канти за селекција на таков вид на отпад.